Вие гледате Слободен печат, а денеска во студиото е еден наш предсе пријател на медиумот, Бобан Мирковски. Не знам кој пат го имаме во студиото, меѓутоа секогаш кога има добар повод, овој пат имаме добар повод, он е наш драг гостин. Добре дојде во Слободен печат. Добро, најдов, ви благодарам на поканата. Јас не знам по кој пат сум веќе овде, почнам како дома да се чувствувам. Така е. Пријатно имаме зошто и фино е да зборуваме. На ти сме веќе, бидејќи навистина веќе долго пати сме соработувале, така што ќе биде и поопуштен разговорот. Бобан, поводот е уште еден убав концерт кој што ќе го види твојата публика, ќе има можност да го види, ќе случува на 2 декември во малата сала на Филхармонија. Зборуваме за уште еден твој солистички концерт. Зошто сега го избра моментот, дали има некое премреже, нешто ново ќе се случува или зошто сега се одлучи повторно за се? Последниот кој што јас го памтам и за кој што јас и ти зборувавме беше нели оној албум од каверите од македонска музика и тоа помина одлично, имаше одличен интерес. Сега имаме нешто друго, сега имаме малку класици на репертоарот. Да, зошто сега? Заради тоа што сега дојде моментот, одамна не сум правил класичен пијано рецитал. Едноставно декември месец е многу убав период за правење концерти и се одлучивме овој пат да се вратам на оние корени, што би се рекло, да класичната музика, односно повторно е тоа некоја нестандардна класична програма како што сум и самиот, нели, сакам да шарам програмски и токму заради тоа и се одлучивме сега да го направиме овој концерт, се надевам дека ќе биде успешен. Така е. Програмата 3 различни автори, композитори: Шопен, Сен-Санс и Гершвин. Да. Зошто оваа спојка? Затоа што имаме нели француски малку стил, класика, џез, Гершвин, ако можеме така да го наречеме, поетот на пијаното Шопен, нели? Да. Шопен е некако, нели, стандардно. Пијанистите ние сите го свириме Шопен, таткото, како сакате крстите го на пијаното, поетот, нели, на пијаното и така натаму. Шопен веројатно од разбирливи причини, Гершвин поради тоа што е нестандарден, да речам, некој почеток на џез музиката во Соединетите држави. Многу пати сум го свирал, ми лежи тој стил, сакам да го свирам, а Сен-Санс го одбрав специфично едно дело кое што е исто така пишувано за пијано и оркестар, кое што е негова лична транскрипција за соло пијано, се работи за фантазијата Африка, кое што тој ја пишувал инспирирајќи се од неговото патување во Алжир. И е многу интересно како всушност Сен-Санс како французин ја доживува афричката музика и како го инспирирал ова да го напише, што ние познавајќи ја, нели, таа афричка музика и не е баш нешто многу слична, меѓутоа е многу интересно дело и баш се радувам што ќе го свирам Сен-Санс на овој концерт. Така, ова се дела кои што прв пат ги свириш концертно? Не. Африка ќе го свирам прв пат, Гершвин за прв пат ќе го свирам, ќе свирам Рапсодија во сино за соло пијано, не сум ја свирал досега, сум ја свирал само со оркестар. А 4 скреца Шопен ги имам снимено на мојот прв албум, така што ги имам свирано неколку пати, меѓутоа одамна ги немам свирано и ми се врати некако желбата да си ги отсвирам од првиот албум некој дела, така што комбинација. Комбинација, одлично. Колку што паметам, последниот концерт имаше изненадување, имаше гости на концертот. Сега ќе бидеш од почеток до крај соло? Да, се дојде времето пак да си застанам сам на сцена како некогаш. Нема да има гости овој пат, ќе бидам сам, ќе биде класичен пијано рецитал. Се надевам дека ќе бидам доволно интересен за публиката. Сигурно, како не. Значи, колку, ајде вака, мислам дека од прилика и сме зборувале, меѓутоа фино е да ги подсетиме гледачи, за да бидеш активен инструменталист, изведувач, пијанист. Колку треба да си во форма? Колку дневно е потребно да трошиш време на тоа да останеш во форма? Бидејќи веројатно како и со другите работи, ако не вежбаш, ако не си активен, веројатно меморијата во мускулите се заборава полека. Дефинитивно е тоа така. Јас и на моите ученици исто им го кажувам секогаш, значи нашата работа е буквално спорт на сопствен начин, да речам. Ние сепак се бавиме со физичка активност, дали е тоа само на прсти или е на цело тело, нема врска. Апсолутно се работи за физичка активност и сега тоа колку време е потребно во текот на денот, тоа зависи индивидуално од секого. Се разбира, 15 минути
Не може да се очекува дека ќе има успех, се разбира минимум 2-3 часа дневно. Сега со оглед на нашите секојдневни обврски со работното место, часовите и така натаму, го користам секој можен слободен период од денот за да вежбам, така што не можам да ви кажам точно колку време, меѓутоа сигурно едно 2-3-4 часа дневно. Да, а има ли разлика во однос на програмата која што се свири, на пример некоја програма е позахтевна? Што е во однос на оваа? Да, и тоа е индивидуално. Например, за мене некои дела кои што се можеби технички многу захтевни и ми треба многу време да ги подготвам, за некој друг пианист па можеби многу полесни и обратно. Така што секогаш зависи од многу фактори, зависи од буквално од телото, од самата постава на рацете, од тоа колку ни лежи стилот уметнички, така што зависи од многу работи. И секогаш е индивидуално. За секој тип на композиција, за секој тип стил на музика е различно. Така што не можам да кажам што е позахтевно, што е помалку захтевно. Да. Како и да е, се треба тренинг, се треба вежбање и се треба да си активен во тоа. Резултатите се тука. Бобан, оно што сакам исто така да го споменеме во однос на твоите ангажмани, нешто кое што јас го паметам од тебе, а беше навистина фасцинантно, заедно со сите, со целата огромна екипа која што работеа на Глумците пеат, мора да го споменеме тој момент, помина одлично, ти беше аранжер и изведувач, нели, свираше на сцената. Кажи ми за тоа искуство малку, колку беше тешко да работиш? Не знам дали до сега си работил со непрофесионални музичари, како што се глумците, нели, они немаат врска со музика, меѓутоа добро се снајдоа. Таму влегов многу спонтано и случајно во тој цел проект, кој што е огромен. Пред 2 години кога Маја и Ира Бабич одлучија да го вратат Глумците пеат, едноставно се собравме што можевме да направиме, се собравме со оркестарот, се споивме некако, почнавме така ентузијастички да работиме и некако навлеговме подлабоко во целото тоа. 2023 година се врати прв пат, сега беше по трет пат, јас 3 години сум дел од тоа целото. Многу сум благодарен на целата екипа, тука си Никола Алексовски, Владимир Мандичевски и така натаму, Дејан Пројковски режисерот, кој што апсолутно сите луѓе составивме еден тим кој што функционира, сите се разбираме, а тоа колку е тешко да се работи со непрофесионални музичари, првиот пат ми беше шок, навистина. Не можевме да се разбереме иако се сродни, нели, уметнички професии, глумата и музиката, тешко се разбиравме првата година, меѓутоа веќе и со самите актери кои што се дел од Глумците пеат веќе 2 или 3 години, најдовме заеднички јазик, некако се разбираме многу лесно, се многу кооперативни, што е фантастично. Слушаат, сакаат да работат, се многу големи ентузијасти. Навистина тој проект ми е колку и да е напорен и тежок самиот процес на подготовка, навистина е едно многу големо уживање заради тоа што сите сме премногу ентузијасти, насмејани сме цело време и со сите нервози кои што се јавуваат. Навистина многу искуство и многу ми е драго што сум дел на таква екипа. Така, и различно искуство. Навистина, јас бев и лани на пробата, баш кога ги вежбавте песните. И да, тоа е таа комуникација која што се гледа дека веќе сте усвоили, дека се разбирате. Точно ги следат насоките што е добро. Они сите многу го сакаат тоа. Можеме да најавиме, нели, со сигурност дека и оваа година ќе бидеш дел од... Да, ексклузивно може да најавиме дека повторно ќе видам дел од Глумците пеат. Да, веќе се подготвува следното издание, така што ќе ви известиме кога ќе дојде време. Да, обавезно и ќе се видиме и ве следиме и тоа како секоја година активно и доаѓаме и следиме и браво и за тој проект и за се што се случува. Ајде да се вратиме на концертот. Некои техникали кои што треба да ги споменеме, освен дека е на 2 декември, кажи ми за билети. Билетите се веќе пуштени во продажба онлайн преку продажната мрежа на МК Тикетс. Мислам дека веќе се пуштени во продажба. Тоа е малата сала на Филхармонија, 20 часот, 2 декември. Да. Предпразнично. Да, да започнеме сезоната на убави концерти за празниците. Добро. Не знам, после тоа, како што можевме нешто да продискутираме пред разговорот, дека веќе имаш еден ден одмор и веќе почнуваш со нови работи. Покрај Глумците пеат, има некои планови кои што можеме да ги очекуваме нешто од тебе вака во блиска и дни на барем? Па да, со тоа што не можам многу да откривам во моментов, имам доста планови, особено за наредната 2026 година. Се надевам дека
доколку ми се остварат, јас секогаш така си велам, 50% да ми се оствари од желбите и од плановите што ги имам во годината, ќе ја прогласам за многу успешна. Така што имам многу планови. Некако сме во цајтно цело време, меѓутоа се трудиме се да постигнеме што е можно. Се надевам дека ќе има и нов материјал до година, мои солистички, така што имам доста планови. Ќе видиме колку ќе успеам да реализирам. Колку може да се успее во оваа наша држава, на оваа наша сцена, каква што е, со твојата конкретно работа да бидеш пианист? Колку можеш да... Ова е едно од најтешките прашања. Вика, мај нешто полесно, така тргна најтешкото. Да, во принцип треба да е лесно прашање, нели? Да, треба да е. Навистина, борбата е многу тешка, од секој можен вид. Недостаток на концертни сали, недостаток на инструменти, па ако сакате недостаток на ајде да речам сериозна публика, без навреда се разбира, меѓутоа се соочуваме со навистина голема борба, особено за ваквиот тип на концерти кои што се нели сериозна музика, колку луѓето ги сакаат, колку луѓето ги разбираат, колку луѓето на крајот на криштата имаат и време и нерви да посетуваат такви настани, бидејќи живееме во такво време како што живееме. Меѓутоа, ние уметниците сме за тоа тука да се бориме, не се даваме, работиме многу и се надевам дека веќе почнуваат малку да се враќаат оние вистински вредности кои што некогаш ги имало овдека. Се надевам дека конечно ќе ги добиеме и тие концертни сали кои што ни се и тоа како потребни. Ние во моментов сите ние уметници зависиме од 1 до 2 сали, тоа е салата на филхармонија, евентуално Националната опера и балет. И некако кубуриме со простор. Па да. Така што и со термини, тоа се да се запати, да. Се преклопуваме постојано и затоа ние зависиме и концертите мора да ги организираме кога има и меѓу другото слободни термини. Така што генерално состојбата е тешка, како што и на секое друго поле, и не само во оваа држава. Зборувам за класичната музика, поготово кризата е на светско ниво. Да, дефинитивно останаа нели оние кои што се бренд нели Виена и така натаму и така натаму, меѓутоа мислам дека некако ја доживуваат сериозната или класичната музика кој како сака да ја нарече, доживуваат малку како помодарство. Што всушност можеби некогаш било, меѓутоа сега сме ново време, има како да стигне до пошироката популација, има начини. Интересот колкав е, тоа е исто така интересно прашање. Дискутабилно е малку. Не знам, јас некако имам чувство во последно време, не знам дали е така, еве ти ќе се сложиш или ќе ме демантираш. Мислам дека има поголем интерес. Мислам дека публикава малку по малку чекор, тоа се мали некои чекорчиња, меѓутоа се прават чекори напред кон тоа да се стекне навика една да се оди ете на фин концерт на класична музика. Да, дефинитивно има напредок, напредок во тој поглед. Еве сега скоро беше и концертот на кој што настапував посветен за маестро Кире Костов. Распродадена сала, има интерес, тоа ме радува многу, се надевам дека и помладата популација дека ќе свати што значи во концерт, во сала која што е наменета за тие работи, за разлика од оние нели клубски свирки без апсолутно навреда, јас ги посетувам често. Меѓутоа има разлика од едното до другото, концерт се знае каде се прави, во концертна сала, особено класична музика, која што пак ќе речам, ни треба доволно простор и за промоција на целото тоа, ни треба и концертни сали повеќе, а така ќе ја привлечеме и публиката да доаѓа се почесто. Така, филхармонија за сега ги задоволува твоите критериуми? Апсолутно, филхармонија е навистина и особено па малата сала за вакви настани е со светски стандарди и треба да ја чуваме и баш затоа велам ни требаат повеќе за да не ја преискористиме оваа сала, да не ја уништиме и оваа. Инаку да, двете сали на филхармонија, особено малата сала за ваков тип на концерти е со сите светски стандарди. Јас сум многу среќен и секогаш кога ќе настапам таму има 2 стенвеј пијано инструменти кои што се врват во квалитет во светски рамки, така што навистина салата ги исполнува сите услови за вакви манифестации, за вакви концерти.
Така што се надевам дека што повеќе ќе имаме вакви сали, тоа повеќе ќе доаѓаат и публика да не слушаат. Сигурно. Нема да те прашувам за тоа, за твоето мислење, кој се треба да наставува во филхармонија, нека има повеќе вакви концерти како тоа. Ти благодарам многу што одвои време. Посакувам уште еден успешен концерт. На 2 декември уште еднаш ќе ги потсетиме гледачите да бидат таму, да се набавите со време билети и да се чувствуваат убаво, празнично, со класична музика. Нема поубаво. Така, ти благодарам многу за поканата и на тебе и на целиот тим на Слободен печат за огромната поддршка што ни ја давате секогаш. Многу сме горди што ве имаме и се надевам дека соработката ќе трае и понатаму. Сигурна сум. Уште еднаш успешен концерт на тебе, а вам би благодарам како и секогаш за вниманието. Останувате да следите Слободен печат.